Вестина Слободна ТВ. Избумна пожар во близина на Тутунски комбинат. Спроти управата за јавни приходи информираат за агенцијата МИА од бројот 112 за итни случаи. Оттаму вела дека најверојатно горат напуштени стари бараки и дека се известени сите надлежни. Противпожарните служби веќе интервенираат на пожарот. ВМРО ДПМН не бира средства ниту начини да го сврти вниманието на јавноста од големите корупциски скандали и превирања во нивната партија. Тоа само потврдува дека се она што го гледаме во јавноста изминатата недела е вистина и ВМРО ДПМН се наоѓа во огромна криза, пишува премиерот и претседател на СДСМ Димитар Ковачевски во реакцијата по објавувањето на документот од страна на ВМРО ДПМН, кој, како што тврдат од партијата, докажува дека тој е или трајно неспособен или лажал за да не служи воен рок. Ковачевски додава дека како претседател на СДСМ никогаш нема да дозволи политичката дебата да падне толку ниско како што посакува ВМРО ДПМН и дека културно ќе одговори на лагите и навредите. Ковачевски наведува дека никогаш нити избегнувал, ниту бегал од одговорноста за служење воен рок. Само нечесни и уплашени луѓе злоупотребуваат нечи здравствен предизвик или последователна хируршка интервенција од пред 20 години за да го прикријат својот срам и криминал, обвинува Ковачевски, додавајќи дека скандалите во град Скопје само потврдуваат дека не само што партијата не е реформирана, туку и дополнително криминализирана. Граѓаните тоа го гледаат и самите ќе судат, наведува претседателот на СДСМ и премиер Димитар Ковачевски. Претходно ВМРО ДПМН денеска на пресконференција објавија документ кој, како што велат од партијата, покажува дека премиерот Димитар Ковачевски го избегнал одслужувањето на воениот рок, правдајќи се со лекарско мислење дека е трајно неспособен за служење во армијата. Реално да станеме земја членка на Европската Унија со следното проширување само ако посветено застанеме за овој државнички проект, но не е возможно да се каже кога точно би било тоа, а на тоа одговор немаат ни државите членки, бидејќи ова е процес кој зависи од исполнувањето и напредокот во реформите на земјите преговарачки, смета вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Маричич смета дека до 2030 година како датум е добро поставен и треба да биде мотив кој ќе не води низ процесот и во зададениот рок успешно да го завршиме процесот на преговори и Северна Македонија да стане полноправна членка на Европската Унија. Според него и владата и собранието мора да застанат одговорно пред нашата обврска и да ги заокружат уставните измени. Председателот Стево Пендаровски денеска ќе присуствува на државниот погреб на британската кралица Елизабета II во Вестминистерската палата во Лондон. Пендаровски вчера и одаде последна почит на британската кралица. Кралицата Елизабета II почина на 96 годишна возраст на 8 септември. Таа беше монарх со најдолго владење во британската историја и најстар шеф на државата во светот. Утринава започна погребната церемонија за кралицата Елизабета II, која ќе заврши вечер кога британската кралица ќе биде погребана во замокот Виндзор во кругот на најтесното семејство. Ковчегот на кралицата, кој во моментот е изложен во лондонската палата Вестминистер, утрово ќе биде пренесен во Вестминистерската опатија, каде ќе се одржи државен погреб. Ковчегот ќе биде поставен на лафет кој ќе го влечат офицери на морнарицата, што е традиција од погребот на кралицата Викторија во 1901 година. Поворката зад ковчегот ќе ја предводи кралот Чарлс III и членовите на британското кралско семејство и ќе стигне до портите на Вестминистерската опатија за 17 минути. Пред лафетот ќе одат 200 гајдаџи и тапанари на кралското воено воздухопловство. Покрај државници, политичари и монарси, на погребот ќе присуствуваат и 200 луѓе на кои кралицата им одаде почест во јуни годинава, пред се здравствени работници ангажирани во пандемијата на COVID-19. Проповедта ќе ја одржи надбискупот од Кентербери Џастин Велби, пошто во црквата и целото Обединетото кралство ќе има двуминутно молчење. Државниот погреб ќе заврши околу 13 часот со интонирање на националната химна, последен поздрав со труба и проштална песна од крајскиот гајдаџија. Украинската државна компанија за атомска енергија Енергоатом потврди дека руската армија ноќеска после полноќ е нападнала нуклеарната централна јужноукраинска во јужниот регион на Миколаев.
Енергоатом информираше дека реакторите не се оштетени и работат нормално и дека во нападот нема повредени луѓе. Експлозијата се случила на околу 300 метри од реакторот, оштетени се околните згради на електраната. Во нападот е оштетена и блиската хидроцентрална и далноводи. Ова беа најновите вести на Слободна ТВ.